30-годишната напорна работа на Златко Арсов му го донесе признанието, најпожарникар за изминатава 2012 година. Тој раскажува како во досегашниот работен век имал многу убави, но и неубави случаи. Спасувал туѓи животи, но и неговиот живот често бил во опасност. Јас сепак сакам да бидам пожарникар. Мене ми е гордост што сум тоа и никогаш не сум ја криво мојата професија. Мислам дека треба да бидеш посветен на професијата. Ако сакаме да бидеме професионалци, како што мислам треба да се движиме во тој правец. Од Арсов учеле многу претходни генерации. Според сегашниот командир, голема заслуга за професионалноста на единицата има токму Арсов. Ни вршеше обука на младите, тогаш бев и јас пример, и голема чест и задоволство што ја како негов ученик дојдов до некое звање командир на единица, значи сето искуство и сето знаење ми го пренесе мене и успеавме да створиме една квалитетна противпожарна единица. Тој дел од противпожарната единица и новата 2013-та ќе ја дочекаат работно. Им порачуваат на Велешани да внимаваат кога ракуваат со електричните и огревните апарати. Една препорака на родителите, каде што децата од средна школска возраст ги праќаат сами да чекаат нова година, на препорака у ноќните часеви бар на саат 2 да се договорат родителите да ги посетуваат нивните деца, поради тоа што сепак тие се деца, мораме да им обрнеме внимание да не дојде до несакани ситуации каде што ќе имаат пречек по станевите, по куќите со заедничко сето тоа. И покри напорната секојдневна работа, без разлика дали е викенд или празник, Арсов смета дека не ја добиваат потребната поддршка од граѓаните и институциите. Мислам дека нашата професија не е баш многу ценета во нашето општество, бидејќи ние уште се го немаме најно правото место каде треба да припаѓаме и како треба да не ценат ли, како треба да не почитуваат, како треба да бидеме наградено материјално. Велешката противпожарна единица во изминатава година интервенирала 250 пати, а за незината успешност допринел целиот колектив. Се надеваат дека наредната, со помош на Велешани, ќе имаат многу помалку интервенции.